За неколку денови илјадници, милиони луѓе ќе го прослават Христовото раѓање. Многу луѓе ќе се сетат за звездата од исток, ќе зборуваат, ќе се молат, ќе пишуваат писма, честитки и ќе се сетат за Христовото раѓање. Денеска во рамките на ова наше проучување, почитувани, и ние би се малце позабавиле, би размислувале за звездата од исток. Иако денеска многу луѓе сакаат да одат на запад и да бидат звезди од запад, затоа што на запад повеќе се заработува, се станува популарен, се стекнува слава, богатство и така натаму. Меѓутоа, сепак, овие денови звездата од исток ќе доминира. Во многу мисли, во многу срца човечки ќе се размислува, ќе се разговара за звездата од исток. Ајде на почетокот да отвориме Библијата, Новиот Завет, првото Евангелие според Матеја, и да читаме извештај во втората глава од 1 до 12. Ке имаме малку трпение да ги проследиме сите овие стихови, за да добиеме една слика комплетна што се случило на исток, зошто таа звезда е многу важна и на крајот ќе поинтираме со порака, со заклучок, дали ние ќе бидеме звезда или нема да бидеме. Каква звезда ќе бидеме? Дали ќе бидеме статисти или звезда? На крајот ќе донесеме заклучок. На почетокот, еве да се подсетиме од Евангелието според Матеја, втората глава, читаме од првиот стих. А кога Исус се роди во Витлеем, јудејски, во дните на цар Ирод, ете мудреци од исток пристигнаа во Иерусалим и рекоа: каде е тој кој се родил, царот на јудејците, зашто ја видовме неговата звезда на исток и дојдовме да му се поклониме. Кога го чу тоа, царот Ирод се вознемири и целиот Иерусалим со него. И ги собра сите главни свештеници и народни книжници, свештеници и ги распрашуваше каде треба да се роди Христос. А тие му рекоа: во Витлеем јудејски, зашто пророкот напиша така: и ти, Витлееме, земја Јудина, никако не си помал меѓу јудините првенци, зашто од тебе ќе излезе владетел, кој ќе го паси мојот народ Израел. Тогаш Ирод ги повика тајно мудреците и внимателно го научи од нив времето, како кога се појавила звездата, и испраќајќи ги во Витлеем им рече: отидете и распрашајте се точно за детето и кога ќе го најдете, јавете ми за да дојдам и јас да му се поклона. Тие, откако го ислушаат царот, тргна ете звездата што ја видоа на исток, одеше пред нив додека не дојде и не застана над местото каде беше детето. И кога ја видоа звездата, се зарадуваа со многу голема радост. И кога влего во куќата, го видоа детето со неговата мајка Марија и паднаа ничком и му се поклонија. Ги отворија своите скровишта и му принесоа дарови: злато, темјан и смирна. И откако беа предупредени од Бога во сон да не се враќат природа, заминаа по друг пат за својата земја. Еве го извештајот единствен кај Матеја. Единствен Матеј овде спомнува елементи или настани, делови од Христовото раѓање, само тој, само првиот евангелист Матеј. Приказната, почитувани за поклонувањето на мудреците, е карактеристика само кај Матеја. Кај другите тоа нема да го најдете, тие ситни детали. Очигледно, овде, во првата глава од Евангелието според Матеја се најавува родословието од каде потекнува Исус, од земните родители. Едноставно може овде да го пратите. Втората глава е исполнување на пророштвото, исполнување дека Исус се раѓа. Старозаветното пророштво, кое е дадено во Стариот Завет, а во Новиот Завет, во првата глава на Евангелието според Матеја се повторно повторува, сега кулминација во втората глава: ете го Спасителот, ете го Исус се раѓа. Во првата глава ни се спомнува за Исуса дека е што? Прва глава, 23 стих. Ке се роди и ке му дадат име како? Емануело, што значи? Бог со нас. Небото се преселило кај нас, преку ликот, преку името, преку
Исуса Христа. И затоа овде Матеј вели Бог е со нас, Емануил е со нас. Втората глава го покажува исполнувањето на ова пророштво и неговото раѓање во Витлеем. Тука ќе го најдеме повикувањето на Исуса од Египет, заедно со Марија и со Јосифа, и повторно ќе се врати во неговиот роден крај. Кој беше родниот крај на Исуса, односно неговите родители земни? Назарет, така? Во Назарет Исус порасна. Во Назарет Исус ги направи првите чекори, како мало бебе. Во Назарет Исус ги научи првите букви, би рекле, да пишува, да чита. Првите слики за Бога ги научи во Назарет од неговата мајка Марија. Иако Исус беше Бог, но сега тој се отелотвори и стана човек и се приближи до нас. Исус ќе ги учи првите чекори за Бога. Пише во книгата Воспитување дека училницата на Исуса која му била? Природата. А таванот звезденото небо. Така пишува во книгата Воспитување. Очигледно Исус живел во природа и многу работи ги научил. И секако научил и занает со неговиот очух со Јосифа. Но ајде да се вратиме на нашата приказна денеска. Матеј овде во своето Евангелие на своите читатели кои биле евреи сакал да ја представи точката која е најмногу важна за евреите. Тие го очекувале кого? Доаѓањето на Исус Христос. Матеј пишува за еврејската популација и затоа да не бунат некои работи кои ги наоѓаме овде во неговото Евангелие. Значи, Матеј пишува за евреите, за еврејската популација. Тие од памти века го чекале пророштвото да се исполни од 1 Мојсеева 3 глава 15 стих. Знаете што вели таму? Кој ќе се роди од семето женино? Ќе дојде човек, така? И тој ќе стапне на кого? На старата змија на главата. Адам, кога го добил првото дете, си помислиле, еве го Спасителот. Потоа, знаеме, Авел е убиен. Каин, па одеме преку Сит, преку Ное, преку сите патриарси, сите се надевале дека тој е Месијата кој треба да го ослободи народот од гревот и од робството. И затоа сега, конечно, после толку векови, после толку години, ово пророштво се исполнува. И Матеј го бележи. Матеј посетува доволно внимание. Зборува за раѓањето на Исуса, за неговото детство. Ги представува условите на ветениот Месија, кои долго го очекувале старите евреи. Ова втора глава е многу важна, почитување. Да се нагласи Исусовото царско потекло и од земна лоза и од небесна лоза. Затоа овде го истакнува Матеј во своето Евангелие. Првата глава, ако читате родословие, ќе видите каде Исус се појавува, неговите предци, преку Марија, преку мајка му, и овде сега кулминација во втората глава. Исус сака да ни покаже нам денеска дека овие тројца мудреци не само што дошле да се поклонат, туку и да му дадат дарови. Вие знаете, кај евреите е забрането да се клањат. Зошто? Што пише во 2 Мојсеева 20 глава? Ги знаете заповедите? Едно од заповедите што вели? Да не се клањаме. А овде Матеј ќе го нагласи тоа, дека овие тројца маги или овие мудреци ќе дојдат, вели, и му се поклонија. Малце подолу ќе споменеме малце повеќе за тоа. Втората глава, реков, го истакнува начинот на Исусовото царско држење или царско потекло. Исто така, овде Матеј ќе го истакне сведоштвото на овие тројца паганци, незнабожци кои ќе дојдат и ќе им одржат лекција на сите евреи, на сите стари евреи кои се колнеле во Стариот Завет, кои се колнеле во своето наследство, дека тие се Божи народ, но на жалост едни незнабожци ќе им одржат една вистинска лекција. Овие мудреци навистина се интересни како луѓе. Но, ајде малце пред да кажеме за нив, да кажеме за звездата. Во тоа време постоело старо верување или записи кои кружиле меѓу луѓето. А тоа биле записи за звездите кои се појавуваат или кои се најавуваат за раѓање на некој голем човек. Тако постоело предание, ако се појави некоја звезда на Вселената, тоа е знак дека ќе се роди некој голем човек.
Матеј веројатно тоа го имал на ум, знаејќи го и пророштвото од книгата на 4 книга Мојсеева, 24 глава, 17 стих. Матеј ова го знаел. Тоа го знаели и овие мудрици. Ајде да отвориме, ево јас барам овде, да пронајдеме 4 книга Мојсеева, 24 глава, еве го стихот 17, што вели овде. Знаете зашто станува збор? За еден Божи човек, пророк по име Валам. Тој дал едно пророштво и тој спомнува едно пророштво кој ќе се случи во иднина. Овде во 24 глава, 70 стих, вака вели. Го гледам, но не сега. Го наблюдувам, но не и од близина. Звезда излегува од Јакова. Жезал се издига од Израел. Овде, почитувани браќа и сестри, Валам најавува едно силно пророштво. Тој најавува ќе се појави звезда. Тоа го знаеле старите израелци. Тоа го знаеле очигледно и овие незнабожци, овие мудреци, или како да ги наречеме, паганци. Всушност, ова означува дека ќе се појави некој Месија кој ќе ги ослободи израелците од сите поробувачи низ кои тие поминале во својот живот. Мудреците ова го гледале, мудреците ова го читале, мудреците ова го знаеле. Тие го знаеле овој текст, ова пророштво, очигледно потикнати од тоа, често пати гледале кон небото и ги наблюдувале звездите. Дали ќе се појави некоја звезда горе на небото? А Валам, еве кажува, читавме, ќе се појави звезда, гледам, вели, звезда излегува од Јакова. Очигледно тие тоа родословие на Јакова го прателе педантно, ги читале тие извештаи и гледале кога во кој момент ќе се појави некоја звезда на хоризонтот. Очигледно тогаш немало развиена астрономија како денеска. Денеска астрономијата е многу развиена и може со тие длабински телескопи да навлегуваат во утробата на Вселената. Тогаш тие немале така развиени, но сепак небото го пратиле. Имале луѓе кои тоа го знаеле. Еве, пронајдов еден извештај, вели што е тоа Витлеемска звезда, и вака пишува: христијаните верува дека Витлеемската звезда е обележје на раѓањето на Синот Божи Исус Христос. Во ред. Тоа е така. И звездите кои ќе им го покажат патот на мудреците од исток кои дојдоа да го даруваат. Некои теолози верува дека појавувањето на оваа звезда е исполнување на одредено пророштво, но астрономите не утврдиле никаква аномалија или нешто што не се вклопува во тие природни појави на звездите на небото. И затоа други велат Венера и Јупитер се најголемите небесни тела по месечината и Сонцето, кои се видливи на нашето небо. Значи, овие две планети ќе поминат 8 дена со раздвоени се, само не знам тука колку проценти пишува, меѓутоа вели невидлива ќе биде Венера на 4 јули, така натаму. Значи, денешните астрономи лесно тоа може да го препознаат. Тие знаат точно кога ќе има затемнување на Сонцето, зашто ги пратат небесните движења. Тие ниту доснат, ниту брзат. Меѓутоа, сега кога се појавила нова звезда, биле збунети и овие астролози или овие мудреци кои ги знаеле тие тајни небесни, да ги читат небесните звезди, биле збунети, но сепак потикнати од Божиот дух, од Бога, сакале да испитат новата звезда која се појавила на исток. И затоа да се вратиме повторно овде во Матеј, како што веќе почнавме, неле, во втората глава. Да се вратиме во Матеј, втората глава, и повторно да се подсетиме на 9 стих. Тие откако го изслушаа царот, тргна и ете звездата што ја видоа на исток. Таа била толку висока што била видлива дури од нивните земји, од нивните држави или нивната држава, да може да ја препознаат звездата. Одеше пред нив додека не дојде и не застана над местото каде што беше детето. Сега, ние како да откриеме која била таа звезда, дали некоја нова комета, нова звезда, нешто ново, еве, ќе контактираме една од книгите на Елена Вајт, а тој книгата Копнежот на вековите. Ја препорачувам секој да ја набави и да ја чита оваа книга, една од добрите книги од раката кој излегла на Елена Вајт. Еве што пишува, јас го извлеков овој цитат, на страница 38.
To ne bila nikakva zvezda nedvižnica. Znate, nedvižnica, to je zbor, može slabo ga koristim, je novo makedonski jezik postoji. To ne bila nikakva zvezda nedvižnica, tuku ni tu nekoja planeta. Pa ova prirodna pojava razbudila moćne živo interesiranje. Ta zvezda v sušnost bila odalečena grupa sjajni angeli. No mudrecite to ne go znajele. Sepak bili uvereni deka ova zvezda ima posebno značenje za njih. I zato, počtovani, tije se podgotvili, čitajki go i proroštvo na Valam, ovo je 4. knjiga Mojseva, kako što čitavme. Ovo ni govori deka Matej sakal to da go posebno naglasi vo svoj izveštaj ovdje vo 2. glava vo 9. stih. Nekoliko pati se spomnува zvezdata, nekoliko pati. To je sakal Matej da go oglasi, da go objavi reaganjeto na carot judejski. Ova zvezda potiknala, možda kažeme, interes kaj ove zvezdari ili magi. To je izbor magije, nije redko go koristime. No ovdje vo 9. i 10. stih, evo što pišuva. 9. go čitavme, сега 10. I koga ja vidoa zvezdata, se zaraduva so mnogu golema radost. Koji se to zaraduvao? Pa ovije magite, ovije mudrecite. Očigledno se isplatilo nivno to istražuvanje, nivno to ispituvanje, nivno to proučuvanje na Stari Zavet. Posebno na izjavata na Valam. Očigledno, ova zvezda gi naveduvala, gi vodela čekor po čekor i veli dodeka ne dojdu zastana nad mjesto kada što se rodil Isus Hristos. Koji bili ovje magi? Evo jas poborav na internet i evo što najdov. Mudrec ili magi je persijski zbor maguš, latinski magus, grčki magos. Naziv ili ime za stari stručnjaci na iranskata religija. No treba da ги razlikуваме, вели, от свещениците или волшебниците, или магионичарите. Понекогаш тие се споредува, значи со волшебници. Судејќи според тоа пишување, Херодот, магите, вели, ги припаѓаат на едно од 7 медијански племиња. И прв пат се спомнуваат на дворот Астијага, владетел на Медијанското царство. Гледате од каде потекнуваат овие маги или мудрици, како да ги ние поблиско да ги разбереме. Значи, овие мудреци од исток тргнале да го барат Месијата, зашто ја видовме неговата звезда. Првин каде оделе за информации? Што читавме на почетокот? Отишле кај председателот на градот или на покраината. Значи, отишле кај Ирода. Тогаш Ирод ги повика тајно мудреците и им каже внимателно го научи времето кога се појавила звездата. Читате колку пати се споменува името звезда. Значи, овде гледаме дека овие мудреци, во оригиналот стои маги, веројатно дошле од Персија, каде што имало тамо една група, значи, на свештеници кои така се нарекувале. Во дела 13.6 се споредува таквите луѓе со гатари, со вражари, така натаму, како овде што, еве, само да прочитаме во дела 13.6, што ќе каже овде апостол и Лука. Тогаш, откако постеја, се извинам, само 13.6, тоа е бројот 3, еве го 6. И пак го помина целиот остров до Пафос, најдоа некој магепсник, лажен пророк, јудеец по име Варисус. Значи, некои тие маги ги споредуваат со такви, како што се наречени лажни пророци и така натаму. Како е да е, ова група на луѓе од тројца, предпоставка од Персија тргнале и ја следеле звездата, зашто за нив тоа било нешто ново откровение. Досега не ја приметиле таа звезда и тргнале да видат што се случува. Тие луѓе, на жалост, се занимавале и со астрологија. Иако Стариот Завет, браќи и сестри, строго забранува луѓе да се занимаваат со астрологија. Ако го читаме Стариот Завет, посебно 5 книги Мојсееви, ќе видите дека Бог тука остро реагира кога луѓето се занимаваат со
astrologija. No kako je da je ovje trojice mudreci trgnale da ja otkrijat, zvezdat i da vidat što je to što se slučilo. Od kada tije luge čitale za zvezdata koje trebalo se pojavi? Očigledno, Izraelcите site od Vavilonskото carstvo ne se vratilo, odnosno ropstvo nazad. Imalo luge koje ostanele i ponatamo u Vavilon. Tije da je čitat Biblija bila prevedena jednostavno, kako što se veli, taka na Septuaginta. Septuaginta je bila napišena na jazik koji je bila razbirljiv i za evrejte koji go zaboravili svoj majčin jazik evrijski. Očigledno ovje mudreci i drugi luge go čitale Stari Zavet. I na toj način se informirali kako se pojavi zvezda, kako ovdje što veli zvezda od Jakova. I očigledno ove sveštenici to proroštvo dobro go znajele i zato trgnale da ja pronadat zvezdata, što za njih je predstavova golem čin na otkrivanje na nešto interesno. Ponele su sebe darovi. Što mislite, koji gi potiknal da ponesa darovi? Zašto koga zvezdata je gore na nebodu? Zašto se ga ponele darovi? Interesno da razmislujemo u toj kontekst. Zašto ponele darovi? No kako je da je ove luge bile vodeni od Boga, od Svetio Duh. I da ne setio se veli i koga vlegovo kuketa, go video detето со неговата майка Марија, падна ничком и му се поклонија. Две работи много важни направили овие тројца незнабожци или мудреци, како да ги наречеме. Дошле, го пронашле и му се поклонили, клекнале и вели го да рувале. Овој е клучен текст или клучна изјава на Матеја во своето Евангелие почитување. Знаеме, рековме дека Бог забранувал да се евреите клањат според 10 заповеди. Не треба да се кланим и денеска. Ние користиме слики. Еве сликата на Исус, како уметникот е нацртал. Но ние не треба сега тоа да го бакнуваме, не треба тоа да се кланяме како икона. Ние може да се восхитуваме во смисло да се во мислите пренесеме како Исус изгледал и како носил крст и како тој трпел маки ради нас. Меѓутоа, сепак ние не се кланяме на слики или ги обожаваме или да им се кланяме пред нив. Но овие луѓе клекнале и му дале подароци. Очигледно, овие подароци ќе бидат доволно за Марија и за Јосифа и за Исуса цела година да живеат како бегалци во Египет, зашто ќе се бара душата, животот на Исуса од страна на водачите во тоа време. Ирод ќе посака да го убие детето, но Бог ќе најде начин. Во сон му јавува на Јосифа да го земе Исуса и Марија да тргнат и да бидат таму во прогонство една година додека не починал самиот Ирод. Очигледно, какво е Божето провидение, браќа и сестри? Бог ништо не препушта на случајот. Бог ги води работите и денеска, Бог ги држи конците во своји раце. Тоа е приказката што денеска ја спомнавме. Приказ на вистината, не измислена. И многу луѓе денеска и утре и задутре ќе ја читаат, ќе размислуваат, ќе пеат за Исуса, за неговото раѓање и може на тоа се ќе се сведи. Но ајде да извлечеме сега корисна поука за нас. Зошто тоа е многу важно што Матеј го напишал, а ние денеска размислувавме и читаме за звездата од исток. Прво, целта на звездата од исток е да светли за кого? За Христа. Ова звезда го најавила Исуса Христа. Ова звезда светела за Исуса Христа. Нашата мисија денеска, ако сакаме да потполно успее, треба да бидеме звезди, браќи и сестри, кои ќе светиме за Христа. Овде гледаме дека 4 пати се спомнува зборчето видоа и видоа. Што луѓето гледаат во нас, во нашиот живот? Дали ние сме она вистинска звезда, која луѓето ги насочуваме кон Христа? Гледате, ова звезда одела, се движела, и тие следеле, и кога дошле близу местото на раѓањето на Исуса Христа, звездата застанала. Значи, звездата била патоказ, звезда била она која ги водела, ги наведувала овие тројца мудреци да го пронајдат Христа. Дали сме ние она звезда која ќе ги наведуваме луѓето кон Христа? Да го откријат Христа, оној распнатиот, оној кој умрел, кој се родил, кој живел и кој се умрел. Дали ние сме она звезда
koje треба да ги наведуваме луѓето кон Бога. Или сме статисти. Статистите во филмот немат никаква улога. Тие се само пиони во рацете на режисерот. И му велат тука застани, тука поздравувај се, тука кажи го ова и ништо повеќе. Тие се статисти. Сега ги гледаш 2 минутки или 2 секунди во филмот, некоја сцена и ги нема никаде. А глумците се звезди. Тие од првата сцена до последната ги гледаме. Во таа улога на глумци. Овие маги или овие звездари ја виделе неговата звезда. И ова оставило длабок впечаток на сите нив. И ги навело да истражуваат, да испитуваат. Го прекопале целиот Стар Завет. Го прекопале. Едноставно сакале да дознаат за таа звезда која била најавена од страна на Валама. И затоа денеска, браќи и сестри, ајде да одлучиме да бидеме звезда која ќе ги води луѓето кон Христа. Да бидеме Христова звезда. Ако сакаме да бидеме сведоци за Христа, мора целосно да бидеме Христови. Треба целосно да му припаѓаме на Христа, да бидеме Негова звезда, да сведочиме за Него, а не за себе. Таа звезда го осветлила целото подрачје. Гледате слики, овие фотографии, како уметниците тоа го замислиле, звездата свети и целото село, тоа било село Витлеем, било опфатено, посебно на кукичка, она штала, што да е пештера. Тука е насочена светлоста кон Спасителот на светот. Ако сме ние звезди, било во кој подраче, секојаш светлоста треба да насочиме кон Христа и да му благодариме на Христа што сме, зашто тој е оној Спасителот. Денеска многу од младите, па и од нас повозрастните, сакаме да бидеме, браќа и сестри, звезди. Може спортски, филмски, уметнички. Сведоци сме денеска на многу звезди, сегашни, минати и идни. Некои се како метеори, се појавуваат и ги снемува. Некои траат малце подолго. Некои завршуваат трагично од тие звезди. Си го прекратуваат својот живот. Не наоѓа ги смисол за живеење, мислејќи дека постојно треба да бидат горе на врвот на насловните страници во дневните вестници. Но кога тоа не се остварува, и тие паѓаат долу. Зошто? Затоа што сета слава, затоа што сета светлина ја припишуваат на себе, ја насочуваат кон себе, наместо кон Бога, кон Христа. Еве еден пример да ви раскажам што го пронајдов. Вистините од 2017 година. Поп-пеач, ја не го знам, но постои. Джастин Бибер. Тој сведочи за Исуса. Бидејќи ова е напишено од новинар за неговиот живот, јас ќе го прочитам во такво време како што е пишувано. Колку некој да се обидува да ја представи верата на Джастин Бибер дека е лицемерна алатка за публиката, факт е дека за разлика од другите поп звезди не се срамува да зборува за својата вера во Исуса Христа. Во последно време Джастин Бибер, познат пеач, се почесто сведочи за својата вера во Исус Христос во неговиот живот, што навистина е храброст ако се има предвид дека тој има влијание на бројни млади и да се сведочи за Христос во денешно време значи да се соочиш, пишува, ово го пишува новинар за ова момче, вели да се соочиш со прогонства и напади од секаков вид. Многу забележува дека Бибер во последно време е многу смирен и веќе не ги полни насловните страници на медиумите со скандали, како што тоа го правеше порано. Светот го шокираше со објавата на неговиот Инстаграм. Тоа е значи една социјална мрежа, претежно таму се младите закачени и вели, тој пишува за новата песна Not Today. Джастин Бибер кој беше во Австралија, каде што со млади христијани од Австралија молеше на пост, молеше, значи со младите се молил таму на Господа и на својот пост, значи на својот Инстаграм, еве што напишал. Нека знае ѓаволот, не денес. Така и песната му се вика не денес. Ѓаволот нема власт над вас, кога ќе го запознаете живиот Бог. Неговото име е Исус. Потоа на постот додал: зошто се грижите кога можете да славите? Неговиот пост, значи таа негова изјава која напишал тамо на Инстаграм, почнале коментари.
се случиле, биле запишани 48.000 коментари на таа негова изјава. А на 6 милиони погледи, 6 милиони влегле во неговиот Инстаграм да видат што пишува. Некои кликнале, некои напишале, значи, овие пораки. А повеќето се воодушевени од преобратувањето на Бибер и сведочењето за верата во Исус Христос. Еден од неговите пораки кои биле напишани, еве како гласи: благодарам што го отвори срцето за неговото царство. Еден од тие впечатливи коментари за таа објава. Имено, ете уште малку да прочитам за него, вели, имено ова младо момче до сега некако ја сокриваше својата вера во Исус Христос. Значи се срамел, како и денеска што се случува, неле? И не се вели снаоѓаше најдобро со популарност. Бил популарен. Младите гледале во него како идол. Но вели, кога почна да го запознава Христа, како да ја криеше својата вера. И додека многумина смета дека поради неговите тешки гревови, неговото сведоштво е лицемерно, сепак на Джастин Бибер мора да му се призне дека, за разлика од многу други поп звезди, тој е храбар сведок на верата во Исус Христос, а тоа денеска воопшто не е лесно. Еве, тоа е кратка сторија за ова момче. Може ќе се сложиме, може не. Меѓутоа го земав како пример, кај што тој бил звезда во групата на својата генерација меѓу младите. Но не се срамил сега својата популарност и својата слава да ја насочи кон новата звезда што ја открил, кон Исуса Христа. Пораката која ни го дава овој текст, почитувани, и ова што го читавме во Матеј 2 глава, пораката е следнава. Многу силна, многу јака. Бог не повикува денеска млади, нас во средна генерација или тие постарите кои се, да бидеме вистински звезди, да светлиме за Христа. Во Божјата режија има многу статисти, а многу малку звезди. Значи, многу статисти ќе најдете во Библијата, малку се звездите. И денеска статисти има многу, христини кои ќе се наречат, кои ќе ударат во гради, меѓутоа може да бидеме само статисти, а малку се звездите. Во ова приказна, што ја читавме овде, од првиот стих до 12, до 2 глава од Матеја, видовме многу свештеници, може да видите многу книжевници, може да видиме многу популарни луѓе, Ирод да го видиме, но тие биле само на жалост статисти, а може да бидат звезди. Денеска би проповедале за Ирод, една упова проповед би направиле, да бил позитивна личност. Да отишол и тој со делегација, па да донел уште поголеми подароци, зашто бил богат, бил на власт. Но за него е запишено црна слова, црни букви за него. Знаеме како тој ќе заврши со својот живот. Тој бил само статист, наместо да биде звезда. Затоа, моја желба и молитва е, браќи и сестри, да бидеме звезди кои ќе светлат за Христа. Кога бевме помали, пеевме една песна, па и сега е актуелна кај младите. Светли за Христа. Дали се сеќавате? Светли за Христа. Колку сме ние подготвени да светлиме за Христа? Зошто е битно да светлиме за Христа? Се подсетив утрово на овие текстови, што сега ќе ги прочитам, кога размислов за песната Светли за Христа. Неминовно ми дојда стиховите од Исаја 60 глава. Зошто е многу важно да светлиме за Христа? Исаја 60 глава, од 1 до 3, еве што пишува. Стани за свети, зашто твојата светлина доаѓа, на тебе блеска Господовата слава. А еве темнината ја покрива земјата и мракот народите, а тебе те осветлува Господ и неговата слава се јавува над тебе. Народите чекорат кон твојата светлина и царевите кон исток на твојот сјај. Гледате, браќи и сестри, на што не повикува пророк Исаја, да застанеме, да станеме и да светлиме во овој темен свет. Иако овој свет напредува, на жалост, постои духовна темнина. Многу луѓе тумараат, многу луѓе се слепи, многу луѓе не знаат кој пат да го фатат, зашто се во темнина, во мрак. Но овде пророкот вели, ти стани, зашто на тебе блеска Господовата слава.
И еве темнина, вели, ја покрива земјата. Не се мисли на она физичка темнина, туку духовна, многу поопасна, многу потрагична. И затоа Господ нека ни помогне. Кога денеска размислувавме за звездата од исток, што ние ќе одабереме? Да бидеме статисти или да бидеме звезди, кои ќе светлат за Христа, кои луѓето ќе ги насочуваат кон Христа. И знаете што се случило? Ако сега отвориме повторно Матеј 2 глава, кога се завршило, вечерта, додека тројцата се советувале мудреци што да прават, имале привилегија први да го видат. И пастирите не го видели Исуса. Тие биле таму горе со овците. Иако ја виделе целата гледка, ги слушнале ангелите како пеат посебна песна. Тие имале таква привилегија, незнабожци, паганци, да го видат Спасителот на светот. И кога тројцата се советувале, каква одлука донеле? Ирод што им рекол, одете и кога ќе видите, напишите ми една кратка приказка. Напишите ми карта на вашето движење, јас да отидам и да се поклонам. Дали тоа било искрено? Не било искрено. Бог вели во сон, 12 стих, и откако беа предупредени од Бога во сон, да не се враќаат при Ирода, замина по друг пат за својата земја. Бог ќе употреби. Бог ќе се послужи и со незнабожци. Ако ние замолкнеме. Што пише таму еден друг текст во Новиот Завет? Ако вие замолкнете, да, камењата ќе прозборат. Бог ќе си направи своји звезди, но први ни дава привилегија на тебе и на мене. Ние кои сме овде на изворот, да донесеме одлука денес, браќа и сестри, да бидеме звезди, не за некоја екипа фудбалска, не да бидеме глумци звезди, не да бидеме ово или она, туку да бидеме звезди за Христа. Они кои ќе светлат за Христа, да го насочат паднатиот човек, оној кој денеска се бори за живот, оној кој денеска посегнува и по својот живот, оној кој денеска не знае каде да фати, да го насочиме кон Христа, кон Спасителот. И замислите овие тројци, кога се вратиле назад во својата земја, колку биле горди, колку биле радосни, колку биле среќни, не затоа што донеле злато, темјан и Смирна. Бог би се погрежил, Бог би нашол. Ако Исус Христос најде пари и да плати данок на државата, од што најде пари? Од рибата. Бог риба натерал да излезе и да фатат и да се плати што е царево, царево, што е Божје, Божје. Меѓутоа Бог ги искористил, ги употребил овие тројца мудреци и да имаат една година живот во прогонство или таму како бегалци во Египет. Бог се грижи, затоа да нема гајле кај нас, да не се секираме, Бог има план со секој од нас. Моја желба и молитва е да бидеме навистина звезди за Бога, звезди за Христа, оние кои ќе бидат патокази, да бидеме звезди, а не статисти. Нека ни Бог во тоа помогне. Амин.